Дуи најави конечна одлука деновиве за која ќе расправа Централното претседателство. Дали конечно до крајот на месецот Македонија ќе има одговор кој требаше да го добие по завршувањето на изборите. Од Дуи протекуваат информации дека договорот е при крај, дека двојазичноста ќе се воведе на целата територија со нови и дополнувања на постојните закони, но без промена на уставот. Од СДСМ остануваат на ставот нема поместување напред. Ние им кажавме што не е прифатливо и сега чекаме, велат од СДСМ. Остануваат дилемите на кој начин ќе се спроведе двојазичноста по барањата содржани во платформата на албанските партии, но без промена на уставот. Последните случувања укажуваат на се поголеми несогласувања помеѓу албанските партии, но и различни ставови и интерпретирање на одредбите содржани во платформата која сите ја подпишаа. При промовирањето на заедничката платформа трите партии најавуваа дека тоа е главен услов за да ги дадат подписите за влада, но сега состојбата се промени. Еден по еден нивните услови омекнуваат, па од неопходни уставни измени и официјализирање на албанскиот јазик, сега говорат за барања што нема да излезат од рамките на уставот. Иако партиите на албанците однадвор се обидуваат да покажат сплотеност, односите им се длабоко нарушени. Преговорите за влада и платформата ги раскараа Дуи, БЕС и Алијансата за албанците. Во саботата лидерот на движењето за реформи ДПА Зијадин Села рече дека е договорено да се формира тело кое ќе треба да го подготви предлог законот за употреба на албанскиот јазик. Во рок од 3 дена требаше партиите да назначат по двајца представници, кои требаше да работат на првичната верзија, но од тоа нема да има ништо бидејќи БЕСА не сака да седи на иста маса со Дуи. Од таму велат дека Дуи се обидува да си го присвои значењето на платформата и дека нема да прифаќаат состаноци на кои присуствува Али Ахмети.